Ако по утрото денот се познава стартот на откупот на грозјето од годинашнава реколта, неповолен за македонските лозари. Посиноќешниот хаос пред винарската визба Тиквеш, кога лозарите, незадоволни од понудената откупна цена, ја пробија оградата и го истураа донесениот род, денеска состојбата е посмирена. Откупот продолжил по претходно утврдените цени, но тоа важело само за денеска и за оние лозари кои веќе го имале донесено грозјето. И сега не може, сега излегло со пола шеќерна единица помалку, а не платиме го 12, како што беше до завчера. А не можеш ти да го вратиш, пошто тие кај ќе го носи сега? Не може дома да го сместе 3 тона, 5 тона, кај ќе го сместе тоа? Од Сабајле, еве, отворија сега и му го зимат на луѓето, па како што беше во нормална цена, ама тоа само за овие трактори што се вчерашните. А од утре ќе имало известување таму над 21 шеdo да не го примат за во Тиквеш. А за другите винари уште нема си купуват по 11 динара, по 10, ни инспекција има, ни ништо. Заради загрижувачката неизвестност и драматичноста на состојбата, денеска побарана е итна средба со сите инволвирани страни во откупот. Поканете се и министер и инспекторат, сите, затоа што мора да се оформи цена. Како ќе не може министерот и владата да договарат цена со винарите, него цената треба да одредуваме ние здруженијата и тие лозари што идат тамо, лично што произведат гроздје, а не може да цената да у 4 очи да договарат и секој ден. Сега министерот вика, вчера му се јавиме, вика сега во среда ќе се обират винарите. Не може во среда, кога тоа у среда гроздјето виќе технолошката зрелост си мине, гроздјето вене, а откупувачи нема. Сега сите чекат уште па некоја игра. Како ќе се одвива откупот понатаму? Лозарите не знаат, бидејќи како што велат, ова што сега излегува како сериозен проблем требало да биде решено уште во февруари, но тогаш владата се оглушила на нивните барања. Инаку, по ескалацијата на состојбата, со откупот на грозјето, со отворена и јавна поддршка за тиквешките лозари, излегува и македонските тутунари и оризопроизводителите.